да се мијам или да продолжам да спијам. Ние нема да ја дадеме да продолжи да спие на нашата колешка Весна Велкова. Весна, добро утро. Добро утро, овде сум, не испијам Сашо. Весна која што на крајот ќе добие медал за заслуги од собранието на Република Северна Македонија, бидејќи еден од најревносните репортери во домот на демократијата, како што го нарекуваат. Весна, сакав утринава да поразговараме, бидејќи ова станува навистина една, како да кажам, мачна ситуација вон политиката само. А тоа е ова, нема кворум, кој бойкотира, кој се разболел и така натаму. Вчера имаше една... Всушност, сакам да те прашам, што е твојот впечаток? Се работи за... Што се тактиките на партиите во собранието? Кој каква стратегија има? Што е стратегијата на председателот на собранието? Тоа е малку, бидејќи си навистина таму доволен дел од денот и се гледаш со многумина. Што е твојот впечаток? Така, Сашо, јас се надевав дека некако попладнето можеби ќе преовладее разумот и ќе седнат да се договорат, но ја отворив собраниската веб страница и видов дека денеска има закажано само една собраниска комисија, и тоа комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, што значи дека 36-та седница сериозно е тргната од дневниот ред и ќе чека некои подобри времења, односно ќе чека да се врати еден пратеник од владачкото мнозинство кој е заболен од коронавирус, барем така вчера рече собраничкиот спикер. Значи, од вчера приложеното, мислам, на тоа се што беше кажано на пресконференциите, стана очигледно дека народните избраници премина преку ваквите обвинувања. На вчерашната координација не се договорија, нели сите веќе знаеме, но што се крие за това? Иако спикерот Талат Џафери вчера рече дека седницата ќе одложи се додека не оздрави нели уште едниот пратеник, и за сега тој најави дека нема да побушти на уцените од ВМРО, ДПМН и Алијансата и Алтернатива. Првите гласањето, нели веќе јавноста знае дека го условија само со присуство на овие закони од петиот сет, додека пак вторите, мислам на Алијанса и Алтернатива, амандманите со околу 32.000 амандмани нема да ги повлачат се додека не биде донесен законот за државјанство. Значи, според се на приложеното дека ќе бидат блокирани сите закони, се додека не биде донесен законот за државјанство, изгледа ситуацијата ќе имаме статус кво. Каква е атмосферата во собранието, Весна? Што прават пратениците? Доаѓаат ли воопшто на работа? Седат, пијат кафиња, што прават? Така, пратениците доаѓаат најчесто кога има комисии и седници, затоа што навистина нели таму владе нели атмосфера на пандемија од пандемијата од коронавирус. Сина се нема диалог. На вчерашната координација, според нели неофицијалните информации од учесниците на координацијата, диалогот наликувал на диалог на глуви, па видовме наместо диалог или како бил договор за да поминат овие толку потребни закони, партиите сите излегоа со своји предлози, секој од нив не го прифати предлогот на другиот. Па во ваква политичка атмосфера ми се чини дека тешко ќе може да дојде до диалог, но како што реков, изненадувањата се секогаш можни. Значи една, што би се рекло, полицентрична блокада. Сепак, на крајот се согласуваат ли повеќето од нив да седнат барем овие закони кои се однесуваат на некакви економски мерки, помош во пандемијата и така натаму, барем тоа да се донесе? Или дури ни за тоа нема елементарен договор? Нема договор, токму тоа се и условувањата, би рекла, од опозицијската ВМРО ДПМН, тие бараат посебна седница на кој ќе се најдат овие економски закони. А што е разликата помеѓу посебна седница и седница на која тие веќе се ставени? Па на оваа седница има и голем број на закони кои не припаѓаат на овие економски закони, односно на петиот сет економски мерки, како што е на пример законот за попис против оној постоечкиот закон на попис, потоа ги има интерпелациите, има и други закони кои не припаѓаат на овие. Па добро, зарем тоа не е одговара на опозицијата да се стави интерпелација на дневен ред која тие ја барале?
Да се законот за пописи така ќе го блокираат со не знам колку илјади амандмани или како беше и така натаму. Да, Алијансата најавува илјадници амандмани на секој закон. Законот за попис е ставен на дневниот ред според неофицијални информации, нели можеби доколку се собере владеачкото мнозинство, нели пописот е веќе во тек и најверојатно ќе биде отфрлен, односно нема да биде прифатен. И ВМРО ДПМН всушност опинува дека таа не ги блокира економските закони, се на се затоа што не се ставени на посебна седница. Од друга страна, спикерот Джафери со свој став, односно со она што деловникот го предвидува, дека не може да повлече закони кои веќе се ставени на собраниска седница. Да. Тоа е отприлика таа нивна математика. Секој од партиите по се изгледа си има своја партиска математика во пресред на локалните избори, па изгледа и на овој начин некако сакаат да добијат некој политички поен, што би се криело друго за целата оваа собраниска циркузијада, би рекла. Добро, Весна, да те прашам, бидејќи ти навистина имаш долг стаж во покривање на сите овие настани и фала Богу сме виделе се и се што па и во собранието. Кој е твојот впечаток на крајот, како ова може да се разреши или навистина ова инетење ќе биде до не знам како да кажем, до самиот крај. Крајот може да биде евентуално со некакви избори кои може да бидат воредни, а може да бидат и за 2 години. Каде се движи? Има ли нешто зад сцената? Да. Опозицијата сака да предвремени парламентарни избори и тоа отворено го повикува на таква опција, но според мене што би добила државата со предвремени парламентарни избори, да кажеме со иста или слична ситуација која сега имаме во парламентот како стојат партиските математики, или пак доколку граѓаните овој пат навистина се определат, да кажеме, за никаква казна, да не одлучат и да не гласаат, кој ќе седи тогаш во парламентот. Колку што јас слушам преку глава име од избори, но и повторно да бидат неми сведоци на формирање на некакви си коалицијски влади, во кои услови ќе бидат поставувани невозможни, например, за влез во некоја партија во владата, да слушат кој колку министерски фотели добил за зголемување на некакви си права на некоја етничка заедница или за претседател на државата по етнички клуч. На сметка, да кажеме, не изгласување на битни закони за граѓаните и фирмите од кои чекаат плата толку потребни за нивната гола екзистенција. Сепак ми се чини дека граѓаните се уморни од ваквата евентуална слика во догледно време и партиите тоа го знаат, но секој политички поен мислам дека ќе сакаат да го стават на своето конто, па вака ми се чини дека преку собранието им е најлесно тоа да го остварат, бидејќи граѓаните го гледаат сето тоа и сега кој како ќе собере политички поени, граѓаните ќе проценат сепак. Една игра на нерви, што би се рекол, кој прв ќе трепне, мислам дека така. Сепак уморни се, граѓаните се уморни од коронавирусот, од економската криза, тие се кои слушаат разно партиски калкулации, математики. Мислам дека партиите не треба да ги потценат одлуките на граѓаните и треба да се определат да си ги изгласат овие закони, бидејќи навистина се битни. Станува збор за плати и за преживување на нивните семејства во ваква економска и здравствена криза. Да, проблемот е што потоа заради таа блокада се сели на полето на пропагандите и потоа сме загадени и задушени со меѓусебни обвинувања и така натаму. Мислам дека сепак треба пратениците да си седнат и да се договорат да ги деблокираат законите, а потоа со здрав разум да вметнати во собранискиот деловник членови според кои блокадата од ваков тип со илјадници амандмани во кои има само смена на точки или запирки да не можат да се злоупотребуваат. По се изгледа со ваков деловник дури еден пратеник може да го блокира целото собрание. Да, и да постави потоа и да постави да речеме услови, да се измисли вселенска програма за Македонија со тројца сведоци и ако нема тоа нема државата ќе застане. Така. Да, навистина ова барањето за законот за државенство, мислам дека треба можеби да се седне и алијансата така говори, но не и они вика
никад не под овие можеби услови треба да се договориме. Па Инаку неверојатно овие- е, мислам, има таму број на луѓе кои што имаат проблем со државенството, тој Така, проблем да. треба да им се реши. Но со овој вид на уценување и Да, безсмислени 8 години, блокирања, да, само им се отежнува ситуацијата, наместо луѓето навистина си го решат проблемот, на крај таа алијанса и таа алтернатива ќе им го отежни проблемот и тоа е па нивниот толку пати предлог- видено. Нивниот предлог е никако невозможен. Наместо 8 години престој услов за државенство да биде само 4 години, да има тројца сведоци да потврдат дека лицето во Македонија живеело и пред независноста, да може и со еден сведок, ако тоа е сте уште жител на местото на барателот, потоа има услов наместо да го познава македонскиот јазик да се дефинира како познавање на најмалку еден од службените јазици во државата, мислејќи пред се на албанскиот јазик. Во секој случај некако би требало да се договорат, но тука да се вметнат сите оние европски, нели европски услови. мислења, искуства и Весна, така. доаѓаме до крајот на овој разговор. Благодарам многу. Сакав да ја свртиме оваа атмосфера. Ти денеска кого имаш таму за гостин во утринскиот собраниски брифинг? Да, ова утро Ивана Туфекџич, независна пратеничка од претходниот собраниски состав, Одлично. ќе разговараме за актуелната состојба, но ќе направиме и паралела со работата на претходниот парламентарен состав. Весна, благодарам многу.